Почитувани приятели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Драги гледачи, добро утро. Сречен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда. Еве неповторно во живо ја стуваме нашата денешна утринска програма. Би сакал овој ден и ова наша емисија да ја отпочнеме со следнава мисла. Можеме да го прифатиме конечното разочарување, но никогаш не смеме да ја изгубиме бесконечната надеж. Ова го кажал и го напишал Мартин Лутер Кинг. Навистина се случуваат во животот разочарувања. Постојано, може би, кај некого се случуваат такви падови, но тоа е воопшто, може да кажеме, природно, но не смеме да изгубиме надежта. Некој рекол дека надежта последна умира. Меѓутоа, христијаните кои веруваат во Господа постојано имат надеж, зашто Господ е извор на нашата надеж. Нека и овој ден бидеме оптимисти, исполнети со надеж во Исуса Христа. Кај Господа никогаш не можеме да се разочараме. Луѓето може да не разочарат, зашто и ние некого можеме да разочараме, зашто сме сите грешни и живееме на една грешна планета. Нека овој ден, почитувани гледачи, навистина биде ден исполнет со надеж. Денеска е 25. мај, еден убав ден, сончев ден, што Господ ни го подарува. Одеме на почетокот со песна, потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Не плаши се ти од неволи, Бог мисли на тебе. Под крилата си на љубовта, Бог мисли на тебе. Бог мисли на тебе во секој час и секој ден. Се грижи за тебе. Бог мисли на тебе. Во моменти на тешки дни, Бог мисли на тебе. И кога си во опасности, Бог мисли на тебе. Бог мисли на тебе во секој час и секој ден. Се грижи за тебе. Бог мисли на тебе. Се случува, Бог мисли на тебе. На него сосема повтри се, Бог мисли на тебе.
Еве неповторно во нашето студио, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Ова е адвентистичко радио што приготува ова програма за вас, почитувани пријатели. Денеска, како што спомнав, е 25. мај, среда 2022 година, или 145 ден во оваа тековна година, односно уште 220 дена, недели од крајот на оваа календарска година. Сонцето изгреа во 5 часот и 5 минути, а истото ќе зајде во 19 часот и 53 минути. Ајде сега да ги проследиме и останатите сервисни информации. Што се однесува до температурата, денеска во Кавадрици 8 на со високи 14 степени, а ќе се искачи температурата до 34. Интересно, Кавадрец, односно Теквишијата, ќе биде најтопла или најтопал град во Македонија. Еве Гевгелија ќе има температура од 15 до 33, во Беровскиот регион од 9 до 29, Команово од 10 до 30, Скопскиот регион од 14 до 33, во Пелагонија од 13 до 33, Охридскиот регион исто така ќе биде релативно топло од 13 до 30 и крајно западните делови во нашата земја од 13 до 26 степени. Сончево и многу топло со слаб до умерен ветер од јужен правец. Попладне претежно во источните делови ќе има изолиран развојна нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Уве ќе биде зрачењето 8. Така да еве, ако излегувате во попладнените часови, понесете си чадор, можно е значи да заврне во некои делови, како овде што пишува, изолиран развојна нестабилна облачност и врнежи и грмежи во некои делови на нашата земја. Тоа се претежно Кавадаречкиот регион и источниот регион, односно Кумановскиот регион, кај што можно е да и помалку заврне. Што се однесува до температурата и времето за утре, слично ќе биде како и денеска и за некој степен потопло. Еве Гевгелија ќе има температура до 36 и во останатите делови на нашата земја ќе биде релативно топло. Сончево и многу топло, со слаб до умерен ветер од претежно западен правец. Тоа е температура, односно прогнозата за утрешниот ден. Така да имаме топли денови, навистина пријатно е за прошетка, посебно во планина или покрај езеро. Воздухот во Кавадарци утрово е чист. Според податоците на мерната станица, што овде е поставена во центарот на Кавадарци, имаме релативно чист воздух. Од Автомотосојузот на Македонија јавува дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од нашата држава. Автомотосојузот препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената и патна сообраќајна сигнализација и внимателно управување на моторните возила, посебно кога возите низ котлините, речните долини и клисури, а такви ги има неколку правци во Македонија, како што е Скопје, Катланово, Велес, како што е, например, Маврово, Дебар, Струга, Виница, Берово, Кочани, Делчево и така натаму. Значи, внимателно возење и во градските средини, каде што има раздвиженост, топло е, луѓето се на улица, посебно почитувајте ги пешачките премини, почитувани гледачи, вие кои возите, значи бидете внимателни. Утрово сигурно веќе слушнавте една многу жалосна и тажна вест од Америка, а тоа е дека е извршен напад на едно училиште, основно училиште во Тексас, каде што загинале 19 ученици и 2 наставници. Значи, тоа се случило во Тексас, во едно мало градче. Навистина, голема трагедија за родителите. Се верува дека тинеџерот ја убил првин баба му, пред да го изврши масакарот, одејќи од училница во училница. Локалните медиуми објави дека напаѓачот бил ученик во локалното средно училиште, а гувернерот на Тексас Грег Абот го именуваше како Салвадор Рамос. И тој е убиен од страна на полицајците, а ранел уште 2 полицајци, но
тоа голема е трагедија. Една од убиените е и една наставничка во самото тоа училиште. А во тоа училиште имало на настава во тој миг 600 деца на возраст од 7 до 10 години кои учат во едно хиспанско училиште, значи мешано училиште со разни националности, 85 км западно од Сан Антонио. Да се молиме Бог да ги утиши родителите, навистина голема трагедија за родителите кои ги изгубиле своите деца. Нова земја навистина тешко да се живее и нестабилно и несигурно, пред се зашто постои еден непријател на човекот, а тоа е сатаната, кој токму преку такви деца го искажува целиот свој бес. Жалосно е, но ете, тој уште еден доказ дека крајот треба да се случи што побрзо, да Исус дојде да направи крај на сите маки, на сите проблеми, на сите жалости што ете ги доживуваме постојано, а да не зборуваме за војната во Украина или на други места кај што во светот исто така се водат војни и лоши работи се случуваат. Одеме еден чекор понатаму да кажеме што се случило на денешен ден, 25. мај. Интересно, имаме многу случаи кои се случиле на денешен ден, почитувани гледачи. Еве само да видиме. Значи, 25. мај, ние постарите, верувам се сеќавате сите вие, дека на денешен ден во минатото се славеше денот на штафетата или на младоста, кога на тогашниот председател на републиката, на државата, секако Југославија, Јосип Броз Тито, му се носеше штафета, му се подаруваше на стадионот ЈНА во Белград, а пред тоа месец дена и повеќе во сите републики, градови, села се носеше локална штафета и тие се здружуваа во Белград и тогаш му се даваше една посебна штафета на председателот на тогашната држава Јосип Броз Тито. Му се сметеше како ден на младост и ден на неговото раѓање, иако тој не е роден на 25. мај, но му беше како символично ден на прославување на неговиот роден ден. На денешен ден, 1803 година, роден американскиот писател и филозоф Ралф Валдо Емерсон. Неговите дела се Природа, Друштво и осаменост и поеми. На денешен ден, 1889 година, роден е рускиот конструктор на авиони и хеликоптери Игор Иванович Сикорски, еден од најзначајните пионири на авиацијата. Тој во 1908 година конструирал хеликоптер, а во 1913 година прв направил авион со повеќе мотори. Умен човек, благодарение на изумот на овој човек, навистина е пронајден хеликоптерот е направен и авион со повеќе мотори. 1892 година роден е доживотниот председател на СФРЈ, тогашна Југославија, Јосиф Броз Тито, кој управуваше со државата цели 35 години и беше прогласен за доживотен председател. Во 1902 година во селото Мелница, Мариовско, е роден Стале Попов, македонски писател. Во 1953 година го објавил романот Крпен живот, а потоа романите Толе Паша, Калеш Ангија, Дилбер Стана и така натаму. Верам сме ги читале тие лектири кога одевме во основно училиште. 1948 година на денешен ден во Скопје во Македонскиот народен театар бил одржан основачкиот конгрес на борците од Народно-ослободителната војска на Македонија. Во 1960 година на денешен ден во Адис Абеба завршил самитот на африканските држави, на кој учесниците потпишале договор за создавање Организација на Африканското единство. Добро, еве уште неколку податоци. На денешен ден, 1979 година, се случила најтешката несреќа во историјата на американското воздухопловство. Веднаш при полетувањето од Чикашкиот аеродром се урнал авионот DC-10 на American Airlines, при што загинале 271
i 2 патника и членови на екипажот. И еве уште еден податок, 1997 година, на денешен ден, кинотеката на Македонија била примена за равноправен член на Меѓународната асоциација на филмските архиви. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервисни информации. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата програма во живо. Одиме повторно со песна. Само сум човек од полног сна. Боже, откри ми колку вредам јас во очите Твој. Патник сум само во овој свет. О Боже мој, помогни ми Ти од ден во ден. Од ден во ден, Исусе, те молам, научи ме Ти, за да можам да исполнам се само за Тебе. Вчера помина, Исусе, утре дали ке дојде не знам. И те молам јас, Исусе мој, Ти сила ми дај. Покажи ми скали, по кои ке одам, да би стигнал јас, Исусе мој, во небесен дом. Патот за в небо, дај ми го Ти, мој Исусе, Ти води ме до победа. Од ден во ден, Исусе, те молам, научи ме Ти, за да можам да исполнам се само за Тебе. Вчера помина, Исусе, утре дали ке дојде не знам. И те молам јас, Исусе мој, Ти сила ми дај. И те молам јас, Исусе мој, Ти сила ми дај. Еве, продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо ова утринска програма. Следува рубриката Капки на мудроста и кратка утринска приказна. Еве неколку капки на мудроста што ги приготвив за вас, почитувани гледачи, а сега ќе ги споделам и ќе ги прочитам. Ако низ животот одвај се влечеш, може би треба некој товар да свлечеш. Оному каде што нема борба, не може да има ниту победа. Заборавај го она што те повредило, но никогаш немој да заборавиш тоа што те повредило. Но она што те повредило, запомни на што те научило. Значи, заборави го она што те повредило, но немој да го заборавиш она што те повредило, односно на што те научило. Најголемото растојание во светот е околу 35 cm од умот до срцето. Наистина убава мисла. Најтешко е да се одржи рамнотежа помеѓу нив, помеѓу срцето и умот.
odstrani se što je negativno u tvoj život, tako je napraviš mjesto za ono što je pozitivno. To je kako u kompjuteru, kad imamo premnogo materijali, neki možda vneseme novi materijali, nešto treba da odstranime, nešto treba da izbrišeme. Prijateljite nese rezervna guma, pa da gi baraš samo koga ti pukne. Времето поминато со својот најдобар пријател е безценето. Вниманието е најдобар пат до пријателството. Оној кој ги ограничува своите желби секогаш е многу богат. Ако постојано се сопнуваш на ист камен, заслужуваш да ја скршиш ногата. Ова мисля споделив на мојот Фейсбук пред известно време и некој имаше коментари зошто така сам напишал, зошто то сум го споделил, зошто да се ја крши ногата. Секако тоа е една символична порака што треба да ни укаже, ако на некои работи постојано паѓаме, постојано се супнуваме, треба да ги тргнеме, да ги отстраниме за да не се сопнеме повторно. И затоа ова мисла заслужуваш да си ја скршиш ногата. Во смисла дека немарен си, не се грижиш, нешто што ти спречи, знаеш дека ти пречи во твојот напредок, отстрани го. Дали тоа цигар како порок, дали алкохол, дали некој друг проблем што се случува во нашиот живот, некоја пречка, тогаш моли се на Бога да Бог ни даде сила, да ти даде сила да тоа го отстраниш. Зошто да паѓаме постојано на нешто? Например, во домот, во куќата, во собата, во гаражата имаш некој предмет и те сопнува. Тргни го, за да не се сопнуваш постојно и да паѓаш. Затоа ова мисла е напишена. Ако постојано се сопнуваш на ист камен, заслужуваш да се скршиш ногата. Одиме сега со кратката приказна Судар во училницата. Излегов во средба. Значи некој раскажува и вели излегов во средба. Повторно на време не ја донесе задачата. Викаше, ги фрлаше книгите. Повторно се лутеше. Ја испратив во мојата канцеларија малку да се смири. Луто излезе од училницата и силно ја тресна вратата. Неколку минути подосна влего во канцеларијата. Дали доволно се смири да би можела повторно да се вратиш во училницата, ја запрашав. Повторно почна. Бараше нова прилика. Ти ја дадов, реков, и не направи како што требаше. Не бев на училиште, викаше гласно. Знаете ли што не поднесувам? Секогаш некого фаворизирате. Значи, ова е разговор помеѓу ученичка и наставник. Разговорот со еден родител. Тој исто ми рече дека имате миленици. Разговорав со еден од родителите и ми рече дека имате миленици. Не, реков. Некои ученици работат без викање и на време ги предават своите писмени задачи, па имаат повеќе време за учење. Затоа се добри ученици, а не мои миленици, рекол наставникот. Чувствував како притисок ми расте и заклучив дека е време да ја повикам низината мајка и детето тој ден да го испратам дома. Тоа не би било прв пат. Посегнав за телефонот и ја кренав слушалката и слушнав глас. Прво помоли се со неа. Не, почнав во себе да зборувам. Лута сам. Таа е лута, нема да вреди. Можам да се молам за друго дете, си помислив, но не и за неа. Се помолил, но вели наставникот, но не и за неа. Но сепак послушав и ја спуштив слушалката. Дали ќе се молиш со мене? Ја запрашав. Не, не вреди, рече плачејки. Дали си пробала? Ја реков нежно. Да, воскликна плачејки уште погласно. Може би вреди за други, но не за мене. Бог повеќе мене не ме слуша и не ме сака. Те слуша и те сака, и одговорив. Тој секогаш те слуша, сака тој да те слушне и да ти помогне. Дали можеме да се молиме? Во ред, рече полутивко. Додека се молив, ја почувствував Божјата присутност. Ја почувствував неговата љубов и опростување за мене додека се молев за неа. Солзи ми течеа низ образите. Амин, реков. Ја оставив во канцеларијата додека не биде подготвена да излезе. Ги избришав солзите и потрчав во училницата. Таа подоцна влезе и останатиот дел од денот мирно седеше
во својата клупа. Од тој ден повеќе не морав повеќе да ја предупредувам за незиното однесување, ниту изборував што треба да работи. Се уште е гласна, се уште е таа. Но секогаш кога ќе ја погледам, си помислувам, таа барем знае дека Бог е секогаш со неа. Вистина, едно убаво размислување колку треба да бидеме стрпливи, почитувани, гледајќи еден кон друг. Овој наставник во почетокот можеби не бил така стрплив, зашто било палаво девојчето, ова ученичка, но ете на крајот сепак молитвата придонела да тоа дете се смири и да вистина и наставникот покажал голема љубов кон тоа дете. Од тој ден, вели, повеќе не морав да ја предупредувам за незиното однесување. Мирно седеше во својата клупа. Порака до наставниците. Не е лесно, секако да се секојдневно, постојано да се воспитуваат децата, да се учат. Има секакви деца со различни карактери, но секако потребно е трпение и голема љубов. Не само кон децата, туку и еден кон друг. Нека ова сторија и ова мала приказна ни помогне на сите нас дека сите нам ни е потребна љубов, респект и почитување меѓусебно. А знаеме дека Бог не сака сите нас, ги сака и оние кои не се така добри и оние кои се добри, но Бог не повикува да дојдеме кај Него и да ги оставиме сите наши терети, сите наши притисоци, сите наши маки. Тој има решение. Исус вели, дојдете кај мене такви какви што сте. Исус не сака да бидеме нашминкани, дотерани, убаво облечени. Секако не е тоа грев, убаво ние да се облечеме и да се дотераме. Меѓутоа Исус вели, дојдете такви какви што сте, со вашите слабости, со вашите мани, со вашите проблеми, со вашите притисоци, јас ќе најдам решение. Ајде денеска да дојдеме кај Исуса такви какви што сме, а тој ќе ни возврати со љубов, со почит и со негова заштита. Одиме со песна, почитувани гледачи, потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Ке ти служам од љубов Боже, ти ми даде животно. Јас бев ништо, преда ме најдеш, ти ми даде животно. Да ги скршен живот, Голгота ги измени во радост, копнеш си ти за мене, ти ми даде животно. Ке ти служам од љубов Боже, ти ми даде животно. Јас бев ништо, преда ме најдеш, ти ми даде животно. Први скршен живот, Голгота ги измени во радост, копнеш си ти за мене, ти ми даде животно. Ти ми даде животно. Повторно сме во живо во нашата програма. Почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата програма. Пред да ја прочитаме и да ја споделиме утринската порака или утринскиот текст ова утро, само да ви спомнам за гледаноста на нашата последна емисија што имавме во живо во 20. мај или на 20. мај
не следеле тогаш 37% од машкиот пол и 63% од женскиот пол. По региони, секако најмногу имаме од Кавадарци, потоа Централна Србија, Чаир, Калифорнија, Војводина, Босна и Херцеговина, Нов Јужен Велс, Неготино, Прилеп, но по земји Македонија секако е најмногу. Потоа имаме голема група на наши гледачи во Америка, Србија, Хрватска, Бугарија, Австралија, Босна и Херцеговина, Германија, Канада и Англија. Ете, Фейсбук ги регистрирал тие држави кои ја следеле дали во живо или го следеле снимениот материјал, како и да е, сме гледани значи во повеќе земји во Европа и ете како што може да слушнеме и да видиме и во прекоокеанските земји, како што рековме Австралија и Америка. Да го проследиме сега утринскиот стих, кој се наоѓа во посланието до Ефесијаните, 1 глава, 7 стих. Во кого имаме откуп преку неговата крв, прошка на гревовите според богатството на неговата благодат. Христос на крстот не само што ги повика луѓето на покаяние пред Бога заради кршење на неговиот закон, на оној кому му простова, Бог најнапред го води до покаяние, туку ја задоволил и правдата, тој себе си се принел како жртва за помирување. Неговата пролиена крв, неговото тело што се кршеше, сето тоа ги задоволило барањата на прекршениот закон и на тој начин тој ја премостил провалијата што ја направил гревот. Тој пострадал во телото за со своето рането и скршено тело да може да го покрие безпомошниот грешник. Победата постигната со неговата смрт на Голгота за секогаш пред вселената ја скршила моќта на сатанските обвинувања и ги стишала неговите лажни приказни дека Бог не е способен за самоодрекнување и дека заради тоа не е важно ни за човечкото семејство. Христос бил без грев, бидејќи во спротивно неговиот живот во човечко тело и неговата смрт на крстот според планот на придобивање благодат за грешникот не би имале повеќе вредност од смртта на било кој друг човек. Иако на себе ја зел човечката природа, својот живот го поминал во единство со Божеството. Тој својот живот можел да го положи како свештеник, но не и како жртва. Тој себе си му се понудил на Бога како жртва без мана. Христовата жртва помирница за секогаш го запечатила вечниот живот, односно вечниот завет на благодата. Таа ги исполнила сите услови заради кои Бог привремено би го попречил слободниот проток на благодат кон припадниците на човечкиот род. Таа ја срушила секоја препрека која би го запирала обилното излевање на благодат, милост, мир и љубов на најгрешниот припадник на Адамовото потомство. Христос е во небесните дворови и посредува за својата црква, залагајќи се за оние за кои платил откуп со својата крв. Ниту вековите, ниту милениумите не може да ја намалат силата на неговата откупителска жртва. Ниту животот, ниту смртта, ниту висината, ниту длабината не можат нас да не оделат од Божјата љубов која е во Исуса Христа, но не затоа што ние се држиме толку чврсто за Него, туку затоа што Тој нас не држи толку црсто. Кога нашето спасение би зависело само од нашите напори, ние не би можеле да бидеме спасени. Меѓутоа, спасението зависи од оној кој стои зад секое свое ветување. Врската со која ние сме се фателе за Него може да изгледа слаба и несигурна, но тој нас не сака како наш постар брат и се додека удржуваме таква заедница со Него, никој не може да не отргне од неговите раце. Тоа беше утринската порака, утринскиот стих кој го најдовме во утро во посланието до Ефесијаните во 1 глава во 7 стих. Во кого имаме откуп преку неговата крв, прошка на гревовите според богатството на неговата благодат. Нека навистина да не ја заборавиме таа голема жртва што е направена, што е дадена заради нас. Исус Христос го напуштил најбото, го напуштил престолот,
obožavanje na sите tije nebesni suštestva. I toj došao nova grešna zemlja pod cena da bide ubijen, pod cena da bidi smejovan. I sve to go izdržal zaradi tebe i radi mene. Odeme повторно со песна и потоа ќе се вратиме, односно сега не одеме со песна, туку ќе слушнеме рекламата, почитувани гледачи, тоа е рекламата за дописната библиска школа, значи онлайн дописна библиска школа. Ќе ја видиме сега, потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве не повторно во нашата програма, во живо, почитувани гледачи. Би сакал сега да спомнам неколку текстови од последната книга на Откровението и да кажеме неколку зборови за Јован Богослов, еден од Христовите ученици, најмалиот. Меѓутоа, Јован е плодоносен писател и напишал 3 книги, односно 4 книги. Најпознато негово дело е книгата на Откровение. Интересно, Јован Богослов е човек кој бил затворен ради вистината, значи бил повикан секако да биде Христов ученик со неговиот брат. Така да, бидејќи бил најмлад, тој најдолго живеел. Знаеме според Библијата и според историјата дека завршил на островот Патмос како затвореник. Тогашните власти сакале да го отстранат, да не биде влијателен, да не го проповеда словото. И мислејќи дека таму ако го затворот ќе биде замолкнат. Меѓутоа, додека бил таму на тој остров како затвореник, Господ му открил многу убави работи и тој тие видења ги преточил, ги напишал во неговото послание, односно во неговата последна книга, книгата Апокалипса или Откровение. Еве што запишал во првата глава, во првите стихови: Откровение на Исуса Христа, што Бог му ги даде за да им покаже на своите слуги што треба да стане скоро. И тој го покажа тоа преку својот ангел, испратен при својот слуга Јован, кој го посведочи Божето Слово и сведоштвото на Исуса Христа. Се што виде, блажен е кој чита и блажен се они кои ги слушат зборовите на пророштвото и го пазат напишаното во него, зашто времето е близу. Јован до 7 цркви во Азија. И сега, ако ја читате ова книга, Откровението, ќе ги видиме тие 7 писма упатени до црквите тогашни во Мала Азија. Тоа се символични пораки кои денеска се упатени и до тебе и до мене. Бидејќи ние како генерација сме назначени како Лаудикеја, значи она последна црква која таму Јован ја спомнува во Откровението во 2, 3 и 4 глава, но ние како генерација сме споредени со Лаудикеја, а лаудикејците били символично млаки. Всушност, затоа Исус вели, кога ќе дојдам на земјава, дали ќе најдам вера. Денеска луѓето се млаки, на жалост, за вистината. Толку се тешки. Една помала група на луѓе се искрени, жешки, топли и искрено му веруваат на Господа, но многу луѓе се млаки, незаинтересирани. Може би кој ќе дојде некој проблем во нивниот живот или нешто кој ќе им се случи тешко, страшно, смрт, тогаш се свртуваат кон Господа. Значи, Јован
bil povekan da bide Hristov učenik zajedno sa njegovijot brat Jakov. Ti bili apostoli od povik koga Hristos je osnoval ta grupa od 12 apostoli. Nikogaš ne se delile Jakov, odnosno Jovan i ostanatite učenici so svojot učitelj Isus Hristos. Znači, bil progonet od strana na Neron, nekada je 56. do 68. godina. Jovan bil progonet na ostrovot Patmos, bil odnesen sekako pred to na sudenje vo Rim i bil osuden na smrt poradi ispovedene na verata vo voskresnatiot Isus Hristos. Sepak bil pomilovan i odnesen tamo na toj zatvorno koga se promenila vlasta, to je bil osloboden, iako imalo pokušaj da bide ubijen. Spored tradicijata koja je zborovali kad to je preobratil mnogo žitelji na toj ostrov, kaj što bil zatvoren na ostrov od Patmos i tako go otvoril patot na evangelijeto vo toj del na Grcija. Propovedal podosna koga bilo osloboden, znači to je umrel so prirodna smrt, ne bil ubijen, no propovedal do krajot na svojot život. Imao mnogo ubavih videnija, kaj što Gospod mu go otkril i novoto nebo, odnosno novata zemlja, Jerusalim, i zato to i to go upišava vo 22. glava od svojeta knjiga, kaj što veli, vo 21. glava veli solzi, smrt, poveke nema da ima i plaćeni, zašto ete Gospod sozdava sve novo. I ovdje vo 22. glava koja čitate vo knjigata Otkrovenike vidite prekrasni rečenici, prekrasni opisni rečenici kako Jovan go upišuva novoto nebo, odnosno novi Jerusalim koji ke bide celiot od zlato. I veli posle 1000 godini gradot Jerusalim ki bide spušten su spasenite, ovdje je nova zemlja kaj što ki bide večnost. Znači ovdje ki bide večnost, počutovani gledači. Na nebotu ki se bide samo 1000 godini. Posle 1000 godini, ki ima svoj proces što ki se slučuje za vremena 1000 godini, Bog je obnovio ova zemlja i ova nebo i ovdje ke bide večnost. Ovdje je luvito ki živjat večno, bide ke ovdje ke bide i sami od prestolna Gospoda. Znači trojstvo ke bide ovdje. Ako svega je Bog na tretoto nebo, ovdje ke bide prestol posle te 1000 godini pominati na spasenite su Gospoda gore na nebot. Znači, evo, deneska spomnavme nekoliko rečenici za Jovan, bogoslov, Hristov učenik, koji gi napišel svoje te knjige, Bog mu otkril mnogo prekrasne videnije. Iako satanata sakal da go zamolkne, no Gospod go čuval. I vo tije teški migovi Jovan bil Božji sluga do kraja na svoj život. Jovan je čuval i majka mu Isusa. Sekjavate koga Isus viseše na krstot i koga Marija stoješe tuka pod krstot i samo Jovan bil, dodek ostanatite učenici se krili ili bili nekade mnogo podaleko od krstot, Isus mu veli na Jovane, Jovane, evo ti majka, majko, evo ti sin. Zato što Jovan ke žive najdolgo, najmlatije i toj se grižel za majkata Isusova, dodeka ta ne počinala i ne otišla na privremen odmor. Evo, toliko za Jovana, odime povtorno su pesna, počutovani gledači. Sekoj den odmaki više ne su, životoke potežal kod se. Sepak znam so mene od Isus, nemam strah od utrešnji den. Sega znam doj kade ke me vodi, znam i pat od koliko te se ne. Sekoj god toj podnosljiv go pravi, se do
teraz ne sum sam. Сега sigurno do kraj ke stignam, ke me voli Isuse koji mi. Bezbeden sum koga toj me ima, toj mi dava večer mir. Progonstvo i beda koga dojda, čuvaj me i togaš Bože moj. Si od život veren da ti bidam, sakam se kogaš da bidam tvoj. Ti me tešiš togaš koga stradam, za mene ko dade sino svoj. So tebe vo večnost tada bidam, da go gledam likot tvoj. Во наредните неколку минути, почитувани гледачи, ќе се запознаеме со еден град во Македонија, то малото градче Демир Хисар. Не знам дали сте биле некојаш во Демир Хисар, меѓутоа, ако ве води патот од Битола кон Кичево, не преку Охрид за Кичево, туку преку Пелагонија, неминовно ќе поминете низ ова мало урбанизирано градче. Порано Демир Хисар било викано или се викало село Мургашево. Тоа е градче во југозападна Македонија и таму е центарот, односно општината, центарот на општината Демир Хисар. Градот се наоѓа во Орицко-планинскиот регион, а мал дел по течението на Црна река. Посебен знак на одбележување на ова област е се планините Бигла, Илинска и Плакенска планина, на која што се наоѓа и на високиот врв Сталев камен со висина од 2000 метри, кои што ја оделуваат Демир Хисарската област од Преспанско-Охридската област. Поради богатството на овие планини со железна руда и областа го добива името Железник или Железнец, кое се менувало во зависност од владетелите во различни периоди. Ова област се среќава и како Сидеро Кастрон, што од грчки значи железна тврдина, а Демир Хисар е името што турците го дале на ова област, што значело железна тврдина, тоа името што и денес го носи. Значи, Демир Хисар, почитувани гледачи, значи железна тврдина, а Демир Капија, кој се наоѓа во непосредна близина на Неготино, значи железна врата. Што се однесува до историјата на ова градче, од почетокот на 17-тиот век во Битолското постои христијанско село, значи Мургаш, така се викало тоа село или таа населба, но подоцна, ете во некаде 1945 година, го добива името Демир Хисар. Е формирано како административна заедница. Демир Хисар е урбанизирана населба од градски тип која ги има сите услови на мало градче. Изградена електрична мрежа, водовод, одводна канализација, асфалтирани улици и поврзана е со современ коловоз со соседните градови Битола, некаде околу 28 км, Крушево 25 км и Кичево 51 км, односно Прилеп 38 км. Реков, релативно мало е тоа градче, мала населба, има некаде околу 2600 жители од пописот на 2002 година. Од тоа 2473 се македонци, албанци 62, турци 22, има роми нешто, власи, срби, бошњаци
To se zanemarljivi brojki, po 10, po 6, po trojica, međutim, Eve najmnogo, znači ima Makedonci i nekad okolo 2500 žitelji ova mala naselba. Međutim, ako pominuvate, znači za Kičevo od Bitola neminovno kje go pominete i ova mesta. Odme сега da kažeme nešto za zdravata ishrana, za zdravjeto. Deneska bi sakal da vi spomnom povtorno, počtovni gledači, za pridobivkete na krstavicite. Zeleните пазари се преполни со крставици, верувам дека ги користите, но еве уште еден потик зошто треба да ја користиме крставицата во нашата секојдневна исхрана. Крставиците се помеѓу најодлидуваните едногодишни култури, заедно со доматите и пиперките во светски рамки. Штета би било особено периодов кога пазарите се полни со свежи пролетни овошки и зеленчук, да не ги искористиме придобивките кои ни ги нудат, но и уникатните вкусови. Крставицата кај нас најчесто се користи при подготвување на најразличити салати во сендвичи, смути, пијалоци, но и како ферментирана храна. Крставицата е една од намирниците со најмала калорична вредност и покрај тоа таа содржи низа на микронутритенти, што ја прави навистина густо нутритивна. Од 150 грама краставици покрај само 22 калории добиваме и следново: 0,2 грама масноти, 5,5 грама јаглени хидрати, 1 грам протеини, 1 грам растителни влакна, 7% од дневно препорачениот внес на витаминот С, 31% од ДП за витамин К и така натаму. Значи, полна е, знаеме 70% краставицата е полна со вода, но многу е добра за прочистување на нашиот организам. Краставиците содржат антиоксиданти. Телото природно продуцира слободни радикали како метаболитички отпад. Ваквиот отпад е силно реактивен, па може да предизвика оксидативен стрес, односно да ги оштети различните клетки на организмот. Во спречувањето на овие процеси клучна улога играат антиоксидантите. Спречувањето на оксидативниот стрес го спречува развојот на хроничните воспалителни процеси во организмот, кои се еден од главните ризик фактори за повеќето хронични заболувања, како што се рак, кардиоваскуларни заболувања, Алцхаймер и така натаму. Оксидативниот стрес од слободните радикали исто така може да предизвика и катаракта, значи на очите, макуларна деградација, Парксинова болест и многу други заболувања. Одлична храна за слабење и храна која промовира хидратација. Значи, краставицата може да користите и како средство за слабење. Логично би било да заклучи дека високиот процент на вода, значи не 70%, како што спомнав, 96% е вода, ги прави краставиците сосема погодни за дихидратација. Ова е важно за физичките активности, односно за физичките активни лица, но и за сите останати, посебно кога имаме многу високи температури, како еве што се сега или како што ќе бидат летните. Краставиците може да помогнат во намалување на шекерот во крвта. Тие содржат супстанции кои може да го намалат нивото на шекер во крвта. Една теорија за ова дејство која произлегува од студиите е дека кукурбитацините ги помагаат регулацијата на лачењето на инсулинот и метаболизмот и гликогенот. Краставиците имаат навистина низок гликемиски индекс. Ова значи дека тие ќе ги обезбедуваат нивните микронутриненти, без притоа да го зголемат нивото на глукозата во крвта. Краставиците можат позитивно да влијаат на кардиоваскуларното здравје. Краставиците можат да придонесат за здрави коски, за здрава кожа и така натаму, Маска за очи. Знам, некои жени стават маска од краставици на кожата. Како се прави? Вели, измешајте еднакво количество на сок од краставици и јогурт. Добиената смеса можете да ја користите како маска за лице, која ќе ја
помогне хидратацијата на кожата и ослободувањето од црнките, кои знаат да бидат чест проблем. Значи, се појават црнки на кожата, кај мажите, кај жените, ете, може да ги отстраните со крставица. Значи, сок од крставица, и седете или ги ја здробите крставицата, измешате со јогурт или кисело млеко и намачкајте намачкајте ги таа течност, намачкајте ја го лицето и ете ќе имате придобивки. Секако, доста од тоа се познати работи за вас, но ние уште еднаш ве потсетуваме, почитувани гледачи, зелените пазари се полни со крставици, купете, јадете ги, зашто да не ги користиме кога ги имаме на дофат на нашите раце, а е голема придобивка за нашето тело, за нашиот организам. Одеме сега повторно со уште една песна и ќе се вратиме да проследиме последната рубрика за ова наша денешна емисија. Dušo moja, prekrasno ime Isus, sve što ti napravi dobro, nego zaboravaj, amin. Slavi go Bog, dušo moja, slavi go Bog, dušo moja. Tvoj koji mi prosti grehove, koji mi duša izlekува, njemu je slava sob sami i pesna od srce ja svečno tje pevam. Slavi go dušo, slavi go ja, prekrasni go dušo Isus, sve što ti ne radi, slavi go Bog, slavi za Bog duša moja. Slavi go dušo, slavi go ja, prekrasni go dušo Isus, sve što ti napravi, slavi go Bog, slavi za Bog duša moja. Tvoj koji volaka me uteši, tvoj koji me večno razveseli, njemu je slava sob sami i pesna od srce ja svečno tje pevam. Slavi go dušu, slavi go ja, prekrasni go dušo Isus, sve što ti napravi, slavi go Bog, slavi za Bog duša moja. Slavi go dušo, slavi go ja, prekrasni go dušo Isus, sve što ti napravi, slavi go Bog, slavi za Bog duša moja. Tvoj koji od smrta me izbavi, tvoj koji me čuva i den i noć, njemu je slava sob sami i pesna od srce ja svečno tje pevam. Tvoj koji je drži vseljenata, tvoj koji svoje gnezdo sozdala, njemu je slava sob sami i pesna od srce ja svečno tje pevam. Slavi go dušu, slavi go ja, prekrasni go dušo Isus, sve što ti napravi, slavi go Bog, slavi za Bog duša moja. Slavi go dušo, slavi go ja, prekrasni go dušo Isus, sve što ti napravi, slavi go Bog, slavi za Bog duša moja. Slavi go dušo, slavi go ja, prekrasni
го зборуваме за Библијата и веродостојноста на Библијата, секогаш се повикуваме и на самата археологија, која треба да ни даде потврда дали на вистина денешната Библија е веродостојна. Библијата, меѓу другото, е вистинска ризница на географски, етнолошки и историски податоци. И затоа ние, еве и во оваа емисија, постојано ја контактираме археологијата, која ни дава потврда информација дека денешната Библија или Светото писмо е веродостојна книга. Еден од начините да се провери низината веродостојност е согласноста меѓу тие информации со фактите утврдени со научните истражувања во овие области. Значи, спомнав на почетокот, Библијата е ризница на географски, етнолошки и историски податоци. Делот од науката или историјата која што се занимава со искупување на овие области е археологијата. Делот од науката, значи рековме, кај што се, например, испитуваат разни градби, споменици, алати, монети и други предмети, се нарекува археологија. Тоа е, значи, гранка која се бави со истражување на овие сегменти, како што рековме, градби, споменици, алати, монети и други предмети. Самиот збор всушност значи наука за старините, за старите предмети. Тоа е значењето на зборот археологија. Наука за старите работи. Голем број археолошки истражувања се вршени на териториите на Израел, Палестина, Египет, Сирија и Ирак. Тоа е таа полумесечина, Месопотамија, колевката на општеството, и затоа археолозите претежно одат таму за да пронајдат пронајдоци со кои ќе потврдат Библијата. Библијата има посредна и непосредна врска со археолошките изучувања на овие и на други територии, како, например, археологијата ги проширува своите истражувања во Турција, Грција, Италија и така натаму. Од една страна, многу археолози се раководели од библиските податоци за местоположбата на определени градови, градби и слично, а од друга страна, голем број од археолошките откритија ја потврдуваат веродостојноста на библиските записи. Секако Библијата не е археолошки атлас, ниту учебник по историја, географија или етнологија. Низината основна намена е да му ја пренесе на човекот Божјата порака. Начинот на кој што Бог решил да го стори тоа преку луѓето, секако, а тие живееле во определено време како народ и простор. Оттаму во библиските написи се провлекуваат илјадници имиња на луѓе, места и народи со бројни патемни податоци за времето и начинот на кој што тие живееле. Ако археолошките истражувања ги потврдуваат библиските податоци, тоа секако е придонес кон потврдувањето на веродостојноста на денешната Библија. До овој момент толкав е бројот на археолошките пронајдоци кои што на свој начин ја потврдуваат веродостојноста на Библијата, што би можело да се состави цела библиска археолошка енциклопедија. Колку што нам ни е познато денеска, на нашите поблиски простори, постои само една книга која што поопширно и документирано ја опишува поголем број вакви археолошки пронајдоци. Тоа е книгата Библија е управо од Вернер Келер. Но ние во овие емисии спомнавме уште многу книги кои во меѓувреме се отпечатени. Библијата и археологијата ги имаме на лагер и може да ги набавите, почитувани гледачи, ако сте заинтересирани, но ова книга јас имам, Библијата е во право, треба да ја пронајдам во мојата архива и ќе ви пренесувам податоци во можебидните емисии. Но во тоа време ова книга беше единствена која ја потврдува Библијата дека е во право. Они кои се заинтересирани, овој писател им ја препорачуваме ова книга да ја прочитат. Како е да е, денешната Библија што ние поседуваме е веродостојна, зашто тоа е Божје писмо, Божја порака упатена до нас. Во утрешната емисија ќе продолжиме да го следиме овој извештај и да читаме интересни податоци за Светото писмо. Еве, драги пријатели, ми беше задоволство што можевме и денеска да се дружиме и да бидеме заедно во ова наша утринска програма. Би сакал да ви честитам на сите вас кои имате денес роден ден
Ви го посакуваме се она најубавото во вашиот живот, бидете радосни, среќни, а на сите останати ви закажувам, почитувани гледачи, повторна средба утре на исто место, во исто време, во 8 часот и 30 минути, а дотогаш бидете поздравени. Пријатно. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.